запети, земјо мила вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песнида се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Витола, па и струница, твојата историја не се менува, патувам кон Гевгелија, таму кај што израсна да си живеа. О, запети, земјо мила вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песнида се пеат силно за тебе и за твоите полиња. О, запети, земјо мила вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песнида се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Денес времето, сончево долу прегасно, мирисат на кокос, да сум во рајска градина. Денес ти и јас сме сами, ова е наша приказна. Правиш среќен кога ме љубиш полека. Си пеам на 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 нема подобро од сега, ова што ми се случува. Морето е сјајно, до мене е гитарата. Ти ме гледаш така нежно, дур ти пеам уживаш. Животот е добар, само со добра музика. Си пеам на 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 na
држи уште времето да не е темно, но саатот ни вели дека е време за добро вечер. Јас нема да се трудам да звучам вечерва академски совршен или перфектно точен. Оваа публика која што тука, гости кои што се со нас, кои што сте, знаете дека нема многу искуство во модерирање, помодерно кажано, на вакви настани. Повеќе себе си се чувствувам како поет, па еве ќе си дозволам да кажам дека што прво ми падна на памет кога се слушнавме со директорот на библиотеката дека треба вечер да водам настан за правописот на македонскиот јазик. И си се врати веднаш некако во моето основно образование, како наставникот мој, да ме прашува: "Хајде Стефанов, што ќе кажеш, што е правопис?" И сега, нормално, па наставниче, тогаш наставниче, сега керките мои наставнику се обраќаат. Тоа е збир на правила и норми кои што го регулираат правилното пишување на еден јазик. Па го слушам него: "Ајде, можеш ти малку поопширно." Па добро, тоа се правилата кои што ни кажуваат како да ги пишуваме, да го пишуваме јазикот, голема буква, мала буква, интерпунктиски знаци, сврзници, продолжување на зборот кога ќе ни заврши редот во нов ред. И знаете, некако од сегашна моја гледна точка си велам, што ако би можел сега со овој ум да се вратам? Ајде да си признаеме, нема човек тука меѓу нас кој што некогаш не си помислил таква работа. Што би правил да можам сега да се вратам со овој ум во некое порано време, нели, кога носиме одлуки за разни љубови, за разни работи во животот. Јас кога си го помислив тоа, сигурно си реков, би бил малку може би малку со повеќе самодоверба на мојот наставник да му кажам: "Па наставнику, правопис, тоа не е само една обична книшка со правила и норми кои што го регулираат јазикот, пишувањето, нели, на јазикот. Тоа е многу повеќе. Тоа не е само полицаец кој што темне и ги лови грешките кои што ние ги правиме. Тоа е без него, тој е клучен за унифицираност и кохерентност на јазикот. Тој е столб врз кој што, нели, лежи целата таа конструкција на јазикот, со чија што сила после тоа височините се без граници. Ама нели јас не би бил малку поет ако не го кажам сега сето ова и малку да се испозанесам. Ама да, вечерва сме тука за да го одбележиме 80 годишниот јубилеј од кодифицирањето и од донесувањето или официализирањето на македонскиот, тоест на правописот на македонскиот јазик. Тоа е 7 јуни 1945 година. Сега, затоа што утре е, нели, празник, духовден, 6 јуни, па сабота паѓа, ние македонците сме, нели, познати под нашите продолжени викенди, вечерва сме тука на покана да му посакаме добре дојде на овој многу значаен јубилеј. Сме тука на покана од библиотеката Гоце Делчев од Гевгелија да го одбележиме овој ден. И сега кога веќе ја спомнав, нели, библиотеката, би го поканил и директорот Стефан Марковски да ве поздрави и да ви се заблагодари што сте вечерва.
затоа имаме лица кои што мислам дека се навистина компетентни и кои што имаат докажан историјат со историјата на македонскиот современ јазик и со правописот на македонскиот современ јазик. Тоа се професор доктор Димитар Пандев од Филолошкиот факултет Вашо Куневски и Милутин Мишогитановски, дългогодишен уредник, публицист и новинар и автор. Благодарност до Владко Илячев за звукотворување, за музичкото звукотворување на вчерашниот настан. Благодарност до Стефчо Стефанов, што и вечерва се нафати да ни биде модератор. Се разбира, не голема благодарност за секој од вас присутен, кој што избере време да биде дел од овој важен според мене настан. Да учествуваме македонскиот јазик и да ни е вековот македонскиот јазик. Благодарам. Благодарам и на директорот. Нема да ми замерите ако уште малку ве вратам во моето основно образование, кога веќе го спомнав мојот наставник Миле Лазаров, учев во основното училиште Крсте Петков Мисирков. Тогаш имавме како ученици многу, нели како деца. Сега наставникот пак ќе не тера да пишуваме. Јас и тој е се уште жив и до ден денес му се заблагодарувам каде и да го сретнам, затоа што сметам дека, мислам, да сметам, не мора да сметам. Имав еден професор на факултет кога така одговарав на едно прашање, кога реков сметам, ми рече: колега, додека почнете да сметате, треба уште многу фурни леб да изедете. Сега може да размислувате на таа тема. Добро? Па еве веќе јас сега мислам дека благодарение на тој мој наставник јас прилично добро го владеам правописот на македонскиот јазик. Тој имаше една многу непопуларна метода како ни го наметна тоа да сите негови ученици бидеме со добро совладан правопис, колку може да биде добро, нели, за еден основец. Речи си, секој втор час ќе останеа 15 минути од часот, тој не тераше да ја препишуваме граматиката во нашата тетрадка. Имаше учебник и граматика, поделени беа двата учебника. Рацете ни отпаднаа од препишување на секоја лекција во таа тетрадка, за на крај да сватиме дека јас од тогаш научив што е надреден знак, кога се пишува, дека не знам се пишува со, нели, одвоено не знам. И често пати си спомнувам дека наставниците и тоа како имаат огромен удел во тоа колку знаеме, што знаеме и како го владееме тоа што го знаеме. Кога сме сега кај наставниците, јас оваа вечер, пред да им се посветам на овие ценети гости кои што се од мојата лева страна, и не би рекол така гости, професорот Димитар Пандев често ни е присутен тука во вакви книжевни дружења, би се заблагодарил на уште два наставника, професори. Тука е професорката Жаклина Атанасова, како ментор на учениците од средното општинско училиште СОУ Јосиф Јосифовски, кои што сега ќе ги проследиме и ќе ни прочитаат дела поетски од нашите великани на македонското творештво, а кои што се воедно исто така некои од нив и учесници во самото кодифицирање на јазикот, како Коневски, Владо Малевски, Крсте Петков Мисирков. Еве ќе ги најавам, тоа се Елена Анчева, Ѓорѓе Чанов, Ангела Самарџиева, Ана Стојковска, Ана Марија Ристова, Маријан Стојковски и Снежана Малева. Повелете. Везелка, Блаже Комски. Везелки, кажи како да се роди проста и строго македонска песна. Од ово срце што со себе води, разговор ноќен во тревога бесна. Два конца паре од срцето драги. Едниот црвен, а другиот црвен. Едниот бука морничеви дали. Другиот копнеш и светло остане. Па со овие вези еднолична лиза. Песна од копнеш
и песна однака. Колаш што везам на ленена риза, ракав за бела невестинска рана. Судбинско нешто се било завекав, од двете нишки два се осмешни збора. Едната буди тенкица што штрека, другата буди превагана зора. Веселки, крени над едната лика, погледај в небо во предплатно злато. Се шари таму и чудесно плика твојата везба на синото платно. За тебе нема ни вечерен запад, ти, морно око на трепетна срца. Две бои таму ти горат и капат, две шарки твои, црвена и црвена. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најмил спомен дека ќе ти згаси? Зошто се губиш, ти строга, ти дивна. Дните те минат, рокови се гласат. И најмил спомен што в душа ми блесна, сега си одни од цвете без гори. Но ти што ловиш звук на чудна песна, ти се важен со мојата сна. Молите, Блаже Коневски, да појдеш ноќе во шума, од сите утајам тајна, од тиха полнок да вдасаш да биде место знање. Ставите трепетни боње, до небо таму се пишат, трепите околу војна, окоја омов дишат. Нема да исцрпи веќе срце што лутува силно. Со виком ти ќе се хвалиш на земји, диво и вилни. Земја, радост ти треба на една младешка снага. Лекој ме некој земја, од небе има так. Полно Блаже Коневски, истини сеќави, полно ќе сникува, бисерен шепот врзна на грамките. Небо облачена, глава поколена, цела ног бела и побели разделени. Утре пред изгрев тој ќе почне, синоземјен. О, ниско столбина, чудно височена трамани, од градите лепна шумена, како звезда посорница да се предвидиш во троница. Карен Коневски, тој се е долг секој толку од една се истива, од люток како слово и пресоколер на Македонија. Тој тече како што се тече, глуп, болезно, плаво, стоден, оград, очудуваче, тој течал до излича. Течем јас, и јас сум тек грдове, тек недоре. Течем и си го знам глутокот, солоно ако си го знам. Јас не сум вардан, завардарен, не сум превардарен, ни превардарен. Може сум вардан, да не добрен. Јас тек беширина и должен. Каков су лилејки, идем на две да делам некој, дури на Македонија. Јас тек со таму, водок и кари путок. Напред да пат да тече мора, кој таков тек, без пречупи, без корито, без вода. Нека да тече, зашто се тече, како да тече. Важно е да тече, од Вардар па се до мене. Благодарам на учениците. Сега, ова што сега ќе го најавам, не беше планирано долго, а мене лично вчера ми излезе таквата прекрасна вест и сега гордо ќе објавам дека, како што кажав и на почетокот, постојат наставници кои што веруваат дека со работа и со труд може да се роди убав плод. Овде имаме уште еден наставник, професор од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, чиј што ученик Тијана Атанасова направи голем успех. Таа вечерва со нас тука на конкурс објавен од Министерството за образование и наука за есеј по повод 80 години од усвојувањето на македонскиот правопис на тема Мојот македонски јазик, мојот идентитет, културно наследство и аманет. Ученичката Тијана Атанасова од нашето училиште, јас горд сум да кажам дека и јас таму работам, во конкуренција од околу 300 пријавени трудови ја освои единствената прва награда. Па имаме можност да го слушнеме од самата авторка, да го проследиме есејот кој што
е награден, прво награден. Повели, Тијана. Мојот македонски јазик, мој идентитет, културно наследство и ја. Аз и ти раснавме заедно. Јас со првите зборови, ти со вековите зацели. Секоја приказна што ја слушав како дете, секој стих, песите на моите предци, Тивко се ткаеше твојата сила. Македонскиот јазик е коренот на моето постојање, строен и изразен, вистински белег за македонската нација, како што вели Блаже Коневски. Тој е мојата душа, символ на мојот културен идентитет, моје богатство кој ме прави комплетна и единствена. Зборот е Бог, бидејќи на почетокот беше зборот. Така започна се. Со зборот, со јазикот, со мислата која доби облик. Македонскиот збор е мојата татковина. Тоа е јазикот на мојот народ, на моите први зборови, мегатанките со кои растем, на народните обичаи. Тоа е коренот од кој сум никната, сенката под која растам и звезда што ќе ме води до живот. Без буквите, говорот би бил невозможен. Нашата азбука е гласот на спомените, чувствата и сумишта. Тоа е крвта. Последната мисла на сите оние кои се бореле, верувале и умирале за Македонија. Убавината на македонскиот јазик се крие во недопрените тишини меѓу зборовите. Во нив слушам зборовите на светите Кирил и Методи. Почувствувам трудот на Климент, духовната и жемната традиција на Охридската книжевна школа. Кога во 1945 година македонскиот јазик бил кодифициран, Блаже Коневски изјави, цитирам: "Ние ништо не создаваме, не само завршуваме." Затоа што литературниот јазик не е дело на еден човек, туку историски процес, континуитет, мост и подадена рака што не поврзува со светите Кирил и Методи, со Охридската книжевна школа, со народното творештво, со македонските писатели од 19 век, со Крста Петков Мисерков, со Блаже Коневски. Ако сакаме да го заштитиме нашиот јазик, мора правилно да го користиме, да го почитуваме. Мојот македонски јазик е амет, жар, светост што треба да ја чуваме, да ја негуваме, да ја браниме. Благодарам, Тијана. Еве, јас ќе го кажев истото, што не правиш горди во очи на овој значаен јубилеј, токму во Гевгелија наша ученичка да биде така одликувана, за да ни го збогатиш уште повеќе овој настан вечерва. Под менторство на професорката Александра Ќаева. Ајде и благодарност. Сега и мене ќе ми треба малку воздух да земам, затоа што ќе им се обратам на професорот и на нашиот публицист, но пред тоа уште едно музичко интермецо кратко од Владко Илјачев, исто така ученик во нашата гимназија. Бивш.
се менува. Не знам што ми носи иднината, зар е важно каде ми е родиме. Сакам негде далеку да прошетам, својот дивја стан му да го пронајдам. Уживам, уживам, по мојот животот го живеам. Уживам, уживам, тако сум и не се менувам. Не обманам среќата, намор од мене повеќе, а и нико љубовта треба да заборавам на се. Уживам, уживам, по мојот животот го живеам. Уживам, уживам, тако сум и не се менува. Thank you. Овој шарен превод солите и студот по тебе се мени, сите ти си ведена. А те секогаш те гледам сама, шекерче обикна нама, баш си сладка, тој студена. Гледам се мој живот, те само се крсти, би сакала те овој somrsti. Тој помен се ми значи, едни дана, топла душа, твоето срце нешто значи, ќе се стопи, ќе ме слуша, или дај ушки неба, дај ми место, покрај себе, ти си сон што ми треба, никој не како те. Имена, се прави стојано вечера, ке посакаш да видиш моја имена, и каква да си верувај, ке нема кој ја те спаси. Јас не сум ти за авантури, ти ги најдеш за мене, сам си верена. А јас сум само тој што на тебе се пали, јас сум тој што га пали. Тој помен се ми значи, ќе ти дара топла душа, твоето срце нешто значи, ќе се стопи, ќе ме слуша и покрај себе, ти си сон што ми треба, никој не како тебе. Имена, се прави стојано вечера, ке посакаш да видиш моја имена, и каква да си верувај, ке нема кој ја те спаси. Писател, професионален новинар, уредник на повеќе весници и списанија, автор на телевизиски сценарија, докажан културен активист и сигурно секако повеќето сме го сретнале индиректно преку неговите песни за деца, поезија за деца во голем број читанки, буквари, учебници. Чест ми е да посакам добре дојде вечерва на нашиот ценет публицист Мишо
Гитановски. Добар вечер, драги и ценети гергеличани. Нека ни е честит 5 мај, денот на усвојувањето на македонската азбука и на македонскиот правопис. 80 години се минати од кога на 5 мај во празничниот весник на Нова Македонија, тогаш за Великден, во троброј е објавена македонската азбука со која 80 години ние живееме, пишуваме, пееме, тажиме и што е најважно, се радуваме. Нека ни е радосен 80 годишниот јубилеј, зашто Блаже Конески 1986 година на Расиновите средби во Велес го рече следното: јазикот е нашата единствена и комплетна татковина. Ова сакам да го запаметиме и да ни биде репер за нашето движење низ јазикот. Ако на почетокот е збор, а зборот е составен од букви, тогаш буквите ја составуваат азбуката, а хронологијата на усвојувањето на современата македонска азбука, на која славиме 80 години, е следната. Ова е хронологија што јас ја пишувам сега во втората книга Тапијата на Блаже Конески. На Преспанското советување летото 1943 година е донесен манифест на кој што до буква е речено следното: да се одржи собрание, да се прогласи Република Македонија за држава и македонскиот јазик да стане собственост на македонскиот народ после цели 10 векови. Значи, таа порака веќе во 44 година се преселува и на второто заседание во Прохор Пчински на Асном донесено е решение, одлука, со која македонскиот јазик се заведува во употреба во македонската слободна држава. Тие коти, тие репери јасно и недвосмислено покажуваат дека ние сме на вистинскиот пат, зашто Блаже Конески често не знаеше да не подсети, да не го забораваме, ама од неговите 27 диалекти да направиме, да кодифицираме литературен македонски јазик, односно сега стандарден македонски јазик. Овие работи, што уште неколку ќе ги кажам, убеден сум дека не сте имале често прилика да ги слушате, но еве ви ги нудам следните податоци. На 2 август во Прохор Пчински, по главниот реферат што е поднесен од Методи Антонов Ченто, Емануел Чучков, од Штип делегат, меѓу 116 делегации на Астром, чита кореферат, во кој кореферат до буква стои: пред македонската слободна држава стои отворено прашањето за усвојување на македонска азбука, усвојување на македонски правопис и, што е најважно, издавање на учебници, ама пред сите македонскиот буква. Во тоа убава, слободолюбива и величествена, возбудлива, вознеслива година, кога целиот македонски народ е тргнат слободата да ја овековечи, на второто заседание на Асном, што се одржува на 6 август 1944 година во селото Рамне, Кумановско, е донесена одлука да се примени привремена македонска азбука. Зошто? Бидејќи во слободна Македонија се создавале премногу слободни територии и веќе
почнале да работат првите македонски училишта. Да бидам уште поконкретно. Во Серменин, Вашево, овде, се одржа првиот учителски курс што го организира покојниот Ристо Елимов. А, да ме вратам назад, во гимназијата во Крагуевац, Блаже Конески учеше, после Јосиф Јосифовски свештарот Ѓорче, вашиот сограѓанин, заедно во истата гимназија и живееа во истиот интернат. Од таа гимназија излегоа два македонски народни херои, Страшо Пинчук и Јосиф Јосифовски. Тоа е величествената работа што за сите нас представува звезда водилка и патоводна пат осветлен од сите страни. Значи, 25 букви веднаш се испратени од президиумот на АСОМ до околиските народно-ослободителни одбори и вика училиштата во Дебарца, во Кичевско, во Дебарско, во Тиквешко, веднаш да почнат да ги учат учениците на привремената азбука. Кога тргнува партиското, државното и военото раководство од Прохор Пчински преку Рамно, Кумановско и доаѓа во Горно Врановци, Велешко е село, тогаш се конституира президиумот комплетно, значи президиумот прераснува прва влада, начело со Ченто, има министерства што се вика Министерства за информации, за образование, за култура, за економија, бидејќи од сите страни стигнува писма дека разрушените основни училишта, какви такви дотогаш изградени во бугарска српска окупација, биле и чекаат да бидат обновени. Значи, почнува паралелно процес. Во исто време се обновуваат училишта, се отвараат нови училишта, се рекрутираат учители со еднодневен, со 7-дневен курс во Кратово, Куманово, Крива Паланка, Гергелија, Штип, Радовиш, Кочани. Значи, таа енергија што президиумот ја насочува блескотна е за македонскиот народ и за сите нас. Замислете 80 години слободен живот. И што би рекол Горан Стефановски, Блаже Конески ми беше единица мерка за живот. А кога почина, Блаже Конески ми стана единица мерка за безсмртност. Според тоа, нашата азбука, правопис, граматика, историја се безсмртни, зашто златните букви ги премостија, ги осветлија златните крвавите црни векови, за да станат златни во слободата. По усвојувањето на привремената азбука, веќе во Горно Врановци се конституира Министерството за народна просвета, и се поставува прашање за издавање на првите македонски вестници на македонски јазик. Млад борец, првиот број излезен на првиот конгрес на Народната владина на Македонија во Фуштан, 1943, ама број 2 е објавен во Горно Врановци, а на 29 октомври под редакција, како редактор, лектор и коректор е објавен првиот број на дневниот македонски вестник Нова Македонија, а потоа излегува и вестникот на жените под името Македонка. Во групата, во президиумот на АСНО е формирана група за информирање, а таа група е начело со Блаже Конески. Тој има задача да ја слуша Радио Москва, да ги преведува комуникеата и соопштенијата за успесите на фронтовите. Потоа да лекторира се што излегува од президиумот на АСНО и да се испраќа до околиските и општинските народно-ослободителни одбори. Значи,
јазикот, македонскиот говорен народен јазик веќе е максимално присутен во изданијата на президиумот и на сите други органи. Тогаш, кога се ослободува Скопје, веќе президиумот на АСОМ преминува на 14 ноември во Скопје, во зградата под Кале беше таму тогаш, и почнува сериозен приот кон сите животни потреби на македонскиот народ и на малцинствата што живеат по неа. Значи, веднаш се формира во ноември, на 27 ноември е формирана првата комисија за составување на македонската азбука и правопис. Тоа е 27 ноември 1944 година. Таа група работи до 4 декември 1944 година и донесува решение македонската азбука да има 32 слова. Нас, бидејќи е член на комисијата и Блаже Конески јавно истакува, тоа го содржи во записниците, против 3 работи. Прво, македонската азбука ќе биде составена по фонетски принцип, 31 буква, 31 златен глас. Втора работа, барањата да учествувале во составувањето на македонската азбука двајца руски филолози, слависти, Берштайн и Державин, тој категорично го рекол вака: нема потреба никој да ни составува нас ни азбука, ни правопис, нашиот народниот говор и јазик, ние ќе се составиме азбука и таа ќе биде наша, златна и светла. И кога му го понудиле да го подпише решението, што другите го изгласале, тој одбил, ја напушнал седницата и настанал еден мал, под наводници со сегашен речи, шок во партиското, во државното и во военото раководство. Го викнале Блаже Конески на разговор, Методија Андоновченто и Панко Брашаров. Панко Брашаров по професија учител, но ни една окупаторска власт во Македонија не му дала да работи како учител, а работел како браштар, воденичар. И од тука му е презимето. И уште еден податок што првпат го слушаме. Овие работи неколку првпат ги слушаме. Прво, Панко Брашаров немал чепови. Му шиеле без чепови, палта и пантолони, за да покажи пред народот дека не му требаат пари. А Блаже Конески пак, во октомври 1944 од Небрегово, неговото родно село Небрегово, доаѓа во Прилеп. Наеднаш се случува еден немил настан под наводници. Именно, јавили од Битола дека германска единица со воз сака да бега за Германија, преку Велес, Скопје, Белград и натаму. Веднаш се преземи од единицата што држела ред во Прилеп, го наоѓа Блаже Конески кај што оди во општината, го забрала, му дала пушка и го исправила пред германскиот окупатор. Блаже Конески, никој не знае, еве прв пат ви кажувам, тогаш ја ране во рамото, а за тоа пронајде документ што е подпишан полковникот, командантот на македонската бригада Тихомир Милошевски Тичев. Значи, тој вели да се презема. Кога дознале во Горно Крановци, веднаш испратиле джип, тоа Иван Мазов Климе дошол до Чашка, го донесе до Чашка, потоа во Горно Крановци и од тука почува неговата најуспешна кариера. Значи, неговиот творечки и револуционерен пат е во науката. Значи, тоа е револуција. Учнуваме, имаме
старословенски јазик, имаме црковно, старословенски црковни, имаме се, но сега имаме и азбука, а понизе доаѓа и правопис. Азбуката е прифатена на 5 мај и тоа е прогласен за ден на македонскиот јазик. Секој пат да не заборавиме да си го славиме. Оти тоа е нашето најголемо богатство. Народ без јазик нема народ. Не постои. Се враќам назад во оваа моја хроника. Наше Конески ја продолжила својата активност во втората група. Избрана е од президиумот наслов втора јазична комисија. Втората јазична комисија работи на крајот на јануари до април. И на 3 април донесува одлука дека македонската азбука 31 буква, 31 глас и така. Следниот чекор негов е правописот. Правописот, иако постоела комисија, го изработиле двајца. Блаже Конески напишал 3 дела и Крун Тошев напишал 1. Тој е усвоен на 5 јуни, а е објавен во Нова Македонија на насловна страница на 7 јуни. Тие два датуми, тие два камен темелници на нашиот јазик, на нашиот постојани идентитет, нација и традиција, историја се круцијални за она што ние сме во суштина тоа што сме. За Блаже Конески ќе кажам уште еден цитат. Петар Драганов, филолог, академик, бугарски, има речено вака: 40 генерации имав на катедрата по филологија. Но ниједен не беше како Блаже Конески. Отидов во пензија, но не дочекав студент како Блаже Конески. Блаже Конески своите филолошки студии ги почнува 39-40 година во Белград. Првиот семестар се студира на медицина, а вториот поминува на филологија. Втора, трета и четврта година студира во Софија. Сите од Загреб студенти, од Белград, македонци што студирале, отишле во другата држава, односно во другата окупација. Сето тоа ми дава за право и дека Блаже Конески бил абсолютно визионер затоа што не сакал да направи. Кажам лично моје искуство. Во нуклите на македонската демократија 1990-1991-1992 во Македонија, во Скопје се појави една група маргиналци. Ниеден квалификуван, но почнаа да го напаѓаат жестоко нашиот Блаже Конески. Значи, таа работа дека Милован Ѓилас ни ја составил македонската азбука. Ве убедувам и ви гледам во очи. Јас сум Милован Ѓилас на 21 и 22 февруари 1991 година 2 дена правев мега интервју на многу теми, меѓу другото и на ова. Милован Ѓилас ми го рече буква следно: ако имаш вера, ќе се заколнам во вера. Ако имаш нација, македонска ќе се заколнам во македонската нација. Ако имаш семејство, во семејство. Јас ќе се заколнам во мојот син, што 13 години е во бегство во Англија, го чекаме да дојде. Ова што ќе ти го кажам е така. Блаже Конески сака вашите долу во Македонија да го изместа, да му го земат ореоло, да му ја земат научната вредност и придонес врз историјата, граматиката и да се затоа го прават тоа. И вели, точно е, дојде една група, тројца беа, Веселинка Малинска, Венко Марковски и некој Венко Марковски направата на втората комисија, член и подписник. Значи, и Блаже Конески. Кога влезе Малинска во канцеларијата, после не се викуваше Венко Јовче од вратата викна: Ѓидо, ние усвоивме
најубава азбука од сите словенски народи. Кога тоа го слушнав, вика, станав, се поздравив, се избакнав и се честитав и тоа беше сета. А кај вас во Македонија, тоа што се произведува, магла, фалсификати, лаги, и тоа го пишуваат маргиналци и медиокритети, значи луѓе, само сака да не свртат кон источниот сосед. Тоа беше проблемот, но демократската јавност, стручната јавност, македонистиката, славистиката на македонски, меѓу другото и на професорот, он ги има напишано на убавите книги и на убавите студии. Времето на Конески слова и согледби на Конески и така натаму, он ќе зборува. Јас ви ја зборувам хронологијата. Хрониката како се дојде до азбуката и до правописот. 1900 правописот значи е објавен 45 година на Гештелтер, има 20 странички. А второто издание излезено 1950 година, има 178 страници. Автори се Блаже Конески најмногу и Крун Тошев најмногу. Значи носе двајцата ко автор. Уште, за да не ви оцем уште многу време, јас во мојата книга, бидејќи јас го следам животниот пат на Блаже Конески, не научниот. Зашто ќе ви свртам внимание? За Вук Караджич во Србија има 50 книги од шликовници до докторати. За Марин Дринов, еден од кодификаторите на бугарскиот јазик, има исто 50 книги, ама за живото. Научната дејност им припаѓа на научна. За Станков Раз, за сите други, за Љубе Гај, за сите нив има многу книги. За Блаже Конески го нема детство. А јас по 30 години истражување ја напишав оваа скромна книга Детството на Конески. И во книгата сакам да ве убедам, бидејќи 30 години посветив како новина, бидејќи стотици средби имав со уважениот, ценен, гениален професор, најмирниот човек, најпедантниот, најисполнителен, најсериозниот, најчестниот, на секој што сакаше да му погоди. Значи, нос едно ќе додадам. Блаже Конески е, според моите истражувања, најнапаѓаниот македонец за сите овие 80 години. Значи, на прво место е Блаже Конески, најнапаѓан. После него е дури Лазар Којшевски, па натаму други пати. Ама после него. А за личност на векот, 20 век, се прогласени трите светилници. Први е Коце Делчев, втори е Крсте Петков Мисиков и трети е нашиот драг Блаже Конески. И да не ви оценам многу време, јас премногу знам детали, само ќе ви кажем следно. Ставко Јанески велеше за Блаже Конески. Блаже Конески никогаш за нас македонците нема да биде мина, туку секогаш ќе биде сегашност и иднина. А Петр Андреевски како рече вака: да даде Бог секој 100 години да се раѓа по еден Блаже Конески. Аристо Вртев, фронтменот на групата, музичката група Архангел, рече вака: се што имам му благодарам на Блаже Конески. И сега, меѓу овие метафори, ако се побараме ние поединци, повикани сме да го негуваме македонскиот литературен, односно стандард. И секаде да го брани. Зашто бранејќи го него, го брани својот идентитет, својата историја, својата нација, својата традиција, својата сила. И да завршам, јас продолжувам после 30 години да го истражувам животниот пат на Блаже Конески. А научниот дел го оставам на професорите, тие да го
критикуваат и да го. Ако бев предол, да ме извините. Ако бев прекраток, пак да ме извините, но со еден благослов. Вам и на вашите најмили им посакувам се најубаво. И со следната мисла на Блаже Конески. Името ми е големо, а ние сме мал народ. Ќе посакаат да ни го земат, да не дозволиме да ни го земат. Благодарам. Јазикот не се докажува, тој е духот на еден народ. Сретнав еден наслов во едно интервју од професорот Димитар Пандев. И јас воопшто нема да должам, иако мене ми се води оваа приказна па и до полноќ. Ама, нели? Јас се сгрешив. Не, таман, многу таман. Кога духот на еден народ, кога го слушнав тоа, кога го прочитав како наслов, си велам, аха, и поетски, вака, фантазерски, романтичарски, си велам, ако духот на еден народ е јазикот, тогаш правописот, па тоа би било една фотографија на која што е фатен тој дух на тој народ, и тоа не е некоја самовилска привидна појава која што ја раскажува кој како ќе му текне, туку тоа е крепост што порачува: луѓе, држете се за мене, не колебајте се кога ве прашуваат каков и кој е јазикот на кој зборувате. Мене ми е исто така особено задоволство што и чест и привилегија да ги слушам предавањата, говорите на професорот Димитар Пандев. Не сум ја имал среќата да ми предава на факултет, иако во иста зграда бев. Малку ќе биде ако почнеме да набројуваме сега: филолог, книжевен теоретичар, писател, автор на значајно голем број научни трудови од областа на македонистиката. Со своје излагање го поканувам професор доктор Димитар Пандев. Благодарам. Почитувани присутни, она што најпрво сакам да го кажам, тоа е што рекол светот за нас, за кодификацијата на македонскиот јазик, и што сме рекле ние и конкретно што рекол Конески. Кога сме кај светот и светската лингвистика, можне често се спомнуваат исказите на Реджиналд Дебреј, познат славист, кој што во својот водич на словенските јазици запишал дека народот кој што пред 10 века им дал писменост на словенските народи, сега се здоби со своја азбука, значи 10 века откако на другите народи сме им дале сме им ја дале писменоста. Реджиналд Дебреј, инаку е роден во Петроград, живеел во Велика Британија и Австралија, едно време бил во Скопје, односно во Белград, бил на студии и во Белград, бил во Охрид, веројатно на оние студентски средби на кои што бил и Кочо Рацин, и одлично бил запознат со македонскиот јазик преку македонските студенти, кои што контактирале меѓу другото и со Блаже Конески, со Круме Кепески и најмногу со Кочо Рацин, иако Кочо Рацин никогаш не бил студент, но постојано се движел низ улите на Скопскиот филолошки, односно тогаш филозофски факултет. Кога го имам предвид ова, сега ќе се навратам на втората тема, што вели Блаже Конески за работата на комисијата, онаа комисија што го донесе решението, односно резолуцијата, и јас извлеков еден мал извадок од прославата на 5 годишнината од донесувањето на
македонската азбука и правопис. Тоа е објавено во ова издание и мислам дека може да се најде и фототипно, ако не може, наскоро би било и што се вели во тоа издание. Овдека се дадени и подписите, значи на членовите на комисијата. Тоа може да се види сега и на екранот. Се разбира, оваа слика се јавува и во некои, би рекле, електронски медиуми. Во прославата на овој јубилеј, Блаже Конески, меѓу другото, истакнува, и тоа е она што мене најмногу ме предизвика за ова што денес ке го зборувам. Во комисијата што ја донесе резолуцијата, покрај филолози, влегоа и неколку млади писатели и публицисти што ја почнаа својата книжевна дејност во партизанските редови. Се разбира, ако ги имаме овдека предвид имињата на подписниците и ги издвоиме оние што не биле присутни во првата комисија, тогаш ни остануваат имињата на Киро Хадживасилев, Илија Топаловски, Владо Малевски, Густав Влахов и Иван Мазов. Имиња кои што оставиле значајна трага и во развојот на македонската литература и особено на македонската публицистика или уште повеќе на македонската публицистика. Сега, ако се вратиме на овие подписи што ги имаме овде, прво ќе го прочитаме подписот на Венко Марковски, за кој што постои приказна дека отпосле се подпишал, тоест се подпишал последен, но го ставил својот подпис како прв, што при една графолошка анализа може да се види дека навистина е така. Потоа следи подписот на Киро Хадживасилев, па на Блаже Конески, на Крум Тошев, Васил Илоски, Мирко Павловски, понатаму Илија Топаловски, Владо Малески и како последен е подпишан Густав Влахов. Тоа се тие имиња кои што ја донесле оваа резолуција, од кои што секако најзначајна трага оставил со своето понатамошно дело токму Блаже Конески. Кога ги имаме предвид овие имиња, ја сакам да спомнам дека Блаже Конески, Крум Тошев и Васил Илоски и Мирко Павловски се четворица професори на УКИМ, со тоа што Васил Илоски е на Педагошката академија, Мирко Павловски е на катедрата за историја на книжевностите, предаваше методика, Крум Тошев современ јазик, а Блаже Конески историја на македонскиот јазик, општа лингвистика и едно време старословенски јазик и таа група предмети. Она што особено е значајно, тоа е да се направи меѓу другото и конекција, што велиме денес, или врска меѓу работата на првата и на втората комисија, бидејќи добар дел од прашањата што биле решени во првата комисија се преземени и во втората, но сепак значајна улога во донесувањето на решението на комисијата, што го донесла тоа на 5 мај, Конески им дава на овие млади писатели. Прво треба да истакнеме дека сите членови и на првата комисија имале јасна глобална представа за примена на фонетскиот правопис, имајќи ја предвид до тогашната практика преку подробна обработка на се што било претходно напишано. Овдека особено се значајни меѓу другото и погледите, би рекле, на Ѓорги Киселинов, кој што одлично ја знаел историјата на писменоста. Сакам да истакнам дека Ѓорги Киселинов се дружел со Крсте Петков Мисирков, заедно биле публицисти во Одеса и дека во голема мера тој се залагал и за употребата на македонскиот јазик меѓу двете светски војни во списанието Луч. Списанието Луч го имате денес и во електронска форма. Јас овдека ќе истакнам само една негова статија за интерпункцијата, особено во образованието, но важно е дека тој интерпункцијата во голема мера ја работи и врз примери од фолклорот. Тоа е она значајното, бидејќи дава образци од македонскиот фолклор.
Всушност добар дел од оние заслуги на Шоптрајанов и на Киселинов се токму во делот на интерпункцијата. Без друго овдека треба да си поставиме и некои прашања со кои што работата на комисијата ја поставуваме на еден поширок лингвистички фон. Прво треба да одговориме на едно клучно прашање. Можеше ли комисијата да отстапи од претходната практика? И слободно ќе одговориме без друго не. Ако треба да ја имаме предвид употребата на македонскиот јазик меѓу двете светски војни, тогаш слободно можеме да ја имаме предвид и оваа статија на Крум Тошев, графиските системи употребувани во Македонија по првата светска војна, што значи дека во Македонија веќе се употребувал македонскиот јазик со свој графиски систем, кој што бил на извесен начин и канонизиран од страна на комисијата. Второто прашање ни се поставува на еден поширок лингвистички фон. Тоа се оние клучни прашања од времето на студии на Крсте Петков Мисирков. Јас само ќе спомнам дека Крсте Петков Мисирков бил студент кај најзначајните лингвисти на тоа време и студирал со најзначајните лингвисти во неговото време. Јас ќе спомнам само еден негов колега, Вјачеслав Шчерба, кој што прв ги измислил така наречените испревртени приказни, што нам на постарите ни се познати преку една верзија од Бранко Чопич, но оригиналната испревртена приказна е токму од Вјачеслав Шчерба. А во што е суштината на таа испревртена приказна? Како ќе се постави интерпункцијата во неа, бидејќи многу пати и од интерпункцијата зависи и самиот, би рекле, систем, односно зборовите што се во него. Меѓутоа, овдека можеме и да навлеземе во некои нелогичности. Ако ги преведеме, например, српските и руските испревртени приказни на македонски, каде што немаме падежи, ќе видиме дека интерпункцијата многу подобро ќе ја врати таа приказна во еден нормален ред. И тука го имаме тој однос меѓу граматиката и правописот. Всушност, Вјачеслав Шчерба тргнува од еден принцип. Прво граматика, а потоа правопис. И тоа го направиле и нашите кодификатори, без некоја особена кореспонденција. Зошто? Вјачеслав Шчерба тоа го кажал, но не го направил. Многу лингвисти кажале многу работи, но не го направиле тоа. Но тоа го направи нашата комисија. Таа прво ја постави македонската граматика, ги постави сите оние прашања кои што подоцна се регулираа со македонскиот правопис. Важни се тука парадигмите на зборовите, важна е реченицата, важни се сите делови кои што го обусловуваат јазикот. Тоа значи дека македонската азбука, онака како што се поставила, е системно структурирана азбука. Буквите се поставени меѓу парадигматиката, можат да влезат во систем, звучни наспроти беззвучни согласки, и тоа е можне важно за еден правопис. Например, онаму каде што имаме меки наспроти тврди, како што е рускиот или бугарскиот, таков систем не можеме одеднаш да го споставиме, а потоа да го имаме предвид нивното функционирање и во слогот и во зборот. Тоа е она едноставно прашање што ние го учиме како обезвучување на звучните согласки на крајот на зборот не се бележи. А зошто не се бележи? За да се постави однос меѓу формите во парадигмата. Град, градови, и тука се отстапува од тој фонетски правопис. Слободно можеме да кажеме дека практиката што Блаже Конески ја усвојува, ја поддржуваат младите публицисти и обратно. Конески ги поддржува младите публицисти, бидејќи тие заедно действуваат, меѓу другото, заедно действуваат и во Горно Врановци. Сакам да истакнам дека Илија Топаловски, име што може би е најмалку познато во публицистиката, е еден од првите македонски публицисти. Тој е
уредник на весникот Народен војник, исто како што е еден од првите директори и на Нова Македонија и на Радио Скопје, иако тој примат подоцна му го презема Владо Малески, кој што е токму и познат по таа негова улога. Второ име што е особено значајно, тоа е Иван Мазов, пред се како уредник на Млад борец, така и е потпишан на резолуцијата, што значи дека тоа се публицисти што действувале за време на НОБ, и тука е и Киро Хадживасилев како еден од уредниците на Нова Македонија. Сакам да истакнам дека од овие три имиња, Иван Мазов и Киро Хадживасилев, имаат томови и томови книги, значи напишале голем број статии. Некаде пишува дека Иван Мазов има 3000 театарски статии, а неговата ќерка Лиљана Мазова над 10.000. Ова не го спомнувам случајно, бидејќи токму би рекле во тоа семејство се негувала таа театарска критика и би рекле тој стил излегол на едно повисоко рамниште во домашна средина. Ова не го зборувам случајно, бидејќи можеме да се навратиме во 19-тиот век, кога од оној амбиент во кој што живеел Кузман Шапкарев, а тоа е семејството на Јанаки Стрезов, се развила една народна поезија која што имала публицистички ноти и која што на извесен начин станала норма во македонската поезија. Сакам да истакнам дека во главниот штаб на НОФИПОМ, значи Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија, имало дискусии за една поцелосна расправа за литературниот јазик. Таа дискусија почнала таму и тука се надоврзуваме на она што го кажа колегата Мишо Китановски, дека таа идеја е од, би рекле, Преспанскиот договор, за подоцна во првата комисија да имаме поцелосно согледување на прашањата што требаше да бидат решени на комисијата што ја донесе резолуцијата. Имаме фактички една хипербола, градација на решавање на овие прашања и овие прашања не се донесени преку ноќ, како што обично се тврди. Сакам да истакнам овдека дека особено значајно за публицистиката е првиот број на списанието Нов ден, кој што излегува во октомври 1945 година, значи веднаш по усвојувањето на правописот, а таму ќе се сретнат Блаже Конески, Владо Малески, Киро Хадживасилев како уредници, што значи три значајни имиња веќе се вложени во овој весник, а другите кодификатори се распоредени на значајни места по однос на употребата на јазикот. Нова Македонија, Радио Скопје и така натаму. Според моје мислење, изборот Бран, Радио Бранови, најверојатно има некоја допирна точка со Владо Малески, бидејќи тој е од една таква средина, бидејќи во тоа време било сосема чудно кој збор да се употреби, дали да се употреби талас, волни и така натаму, но имаме едно јасно мислење. Исто така, она на што особено истакнува Блаже Конески, покрај зборот Бран е и зборот Настан, што исто е еден клучен збор од публицистиката, а го среќаваме во една народна песна од Струшко, тоа е песната за Свети Ѓоргија и ламњата, која што исто така од народната поезија е превнесена во јазикот на публицистиката. Тоа е, тој би рекле, контакт кога од оние живи разговорни огништа во кои што се раскажувале свежи настани, сето тоа се пренесува во медиумот како што е радиото и како што е весникот. Сакам да истакнам дека составувачите и подписниците на резолуцијата за јазик и правопис од 5 мај не останаа само на своите подписи, останаа доследни на своите подписи и составија едно грандиозно книжевно дело. Најграндиозно дело очигледно составил Блаже Конески. Ние тоа го имаме денес во 12, односно 13 тома и во електронска верзија.
помало е по обем делото, значи и на Иван Мазов и на Киро Хадживасилев, но тоа се околу 6 томови книги, во кои што прецизност е разработена соодветната терминологија. Мазов ја разработува театарската терминологија, што е особено значајно, би рекле, за книжевните родови. Тоа е еден жив род. Она што веднаш го имаме на сцена, веднаш да се пренесе на хартија и веднаш да се интерпретира. И Иван Мазов тука е особено строг во неговите критики. Ако ги читаме неговите критики, ќе се сретнеме со една строгост во која што тој ги напаѓа и врвните имиња на македонскиот театар, но секако би рекле тој напад може и позитивно да се искористи. Киро Хадживасилев го разработува тој политички јазик кој што на многумина им остана нејасен, но факт е дека ако ние сме го превеле Евангелието на македонски јазик пред 10 века, ние 45-тата меѓу првите ја преведовме таа сложена марксистичка терминологија која што ретко кој ја свати, дури ретко кој ја свати онака како што ја сватил и Киро Хадживасилев Јасмин. Киро Хадживасилев Јасмин, меѓу другото и одлично ја свати онаа теорија на Едвард Кардел која што никој не можеше да ја свати, освен ќе речам професорот Димитар Мирчев. Ако га еднаш зборувал Димитар Мирчев за Кардел во Словенија, му рекле да престане, вика, тој е одамна мртов, нема што да се зборува за Кардел. Но да се свати Кардел не е лесно, особено ако имаме предвид неговиот удел во решавањето на словенечкото национално прашање, заедно со Борис Кидрич, кои што се во секој случај значајни имиња и во словенечката критика. Она што сакам да истакнам е дека кога ги имаме предвид овие јубилејни одбележувања и уметничко-литературни навраќања, убаво е да навлеземе и во јазикот на кодификаторите и да го поставиме на фонот и на литературната критика и на фонот на лингвистиката. Конески во оваа своја јубилејна статија зборува за јазлови точки на целиот проблем. Употребува еден чуден термин јазол, кој што подоцна ќе влезе во структуралната лингвистика на оние меѓурамништа, што ние ги учиме како морфосинтакса, морфонологија, тоест не зборуваме за оние статични рамништа, како што се фонологијата, морфологијата, синтаксата, туку оние меѓурамништа каде што јазикот се поврзува меѓу себе, а тоа е употребата на зборовите во реченицата и употребата на гласовите во формите. Токму такви прашања отвора Блаже Конески во овој реферат и кажува дека тие прашања се разгледувани на комисиите за јазик и правопис. Она второто што е сосема за мене интересно, тоа е дека и завршниот роман на Владо Малески се нарекува Јазли, каде што ги поврзува сите оние значајни личности што учествувале во составувањето на македонскиот јазик и правопис во на пресудно време од 45-та до 48-та, односно до резолуцијата на Информбирото, каде што го дава и судирот меѓу Венко Марковски и самиот него, Владо Малески, и овој проблем го поставува токму на еден поширок план во рамките на настаните што тогаш се случувале во Македонија. Сакам да истакнам дека овдека можеме да поставиме и еден сосема интересен податок, да ги видиме сите овие податоци кои што единствено се случувале во тоа време, или пак да извлечеме од сите овие писатели по некои значајни дела како се развивал нивниот стил. Јас ќе завршам само со еден пример од Владо Малески, токму во тоа, во една клучна теза од областа на литературата и лингвистиката, а тоа е преточување на форми. Како, например, еден текст може да се преточи од поезија во проза, за нас најзначаен е обидот со Сердарот. Сердарот е преточен и во прозна форма од Крум Тошев, иако постојат и повеќе такви обиди.
Денес сме сведоци на кој начин литературното дело се пренесува на сцена или пак на филм, но она што за мене е особено значајно по однос на овој период, како се пренесува репортажата во мемоарска литература, односно во уметничко-литературен стил. Како пример ќе го земам текстот "Ќе победиме" од 1945 година на Владо Малески. Овој текст, колку што мене ми е познато, прво е објавен во весникот Нова Македонија, објавен е, мислам, во септември и октомври 1945 година, а потоа е преобјавуван во читанките на Крум Тошев, во две читанки од овој период. И тука повторно го имаме тој однос меѓу Владо Малески и Крум Тошев, па ќе ви прочитам само еден параграф од краток од оваа репортажа. Мај 1943 година. Над селото Никифорово сме. Рацин се кикоти на секој збор, ако само во него има барем малку духовитост. Зашто станува збор? Владо Малески и Кочо Рацин заедно одат на Лопушник и тоа е предадено во оваа репортажа, објавена во Нова Македонија, а потоа преобјавена во читанките на Крум Тошев. На овој настан Владо Малески му се навраќа уште еднаш во текстот Излегување, уметничко-литературен текст, кој што е составен дел на книгата Кажувања, а токму овој збор Кажувања нам не поврзува со оваа мемоарска литература. И сега ќе ви го прочитам истиот параграф од текстот Излегување 1969 година. Мај 1943 година. Приказно убав ден, раззеленет, болснат, топол, но овдека на височините, во шумата на селото Никифорово, мај беше само раскошно зелен. Стеблаците над нас не оставаа да се истури сето сонце. Го кинеа небото на безброј неправилни сини режанки и во зорнините ја враќаа доцно зимската свежина. Но само во зорнините, кога потем време се протегна денот, шумата прибра топлина. Нам сега ни е пријатно, чекајќи ја врската од селото под нас. Мене пак, повеќе од сонцето, ме стоплува радоста на Рацина. Тој се смее по секој збор што некој од нас ќе го изусти. Го имаме овдека и развојот на македонскиот уметничко-литературен стил, развојот, би рекле, од репортажа во мемоарска литература, ги имаме сите оние евокации на кои што им се навраќал Владо Малески како едно од најзначајните имиња во македонската литература во тоа време. Обично кога се зборува за Владо Малески, имаме предвид дека според Милан Ѓурчинов единственото негово книжевно жариште е НОБ и револуцијата. Ова Ѓурчинов го вели во изданието на Разбој и е преобјавено во второто издание на Разбој, но кога излегува Јазли во 1990 година, а напишано 1984 година, слободно можеме да кажеме, ако единственото книжевно жариште на Владо Малески е НОБ и револуцијата, тогаш и јазикот на револуцијата, револуционерниот јазик, е жариштето на јазикот во неговото дело, но тоа е заклучно со Разбој. Овој одговор би бил да, но следува Јазли, а во Јазли Малески го следи развојот на македонскиот јазик во македонската публицистика во годините потоа. Сакал тоа да го направи до 80-тите години, но неговиот животен пат го спречил и
Тоа го имаме токму овдека. Не случајно го спомнувам Владо Малески. Тоа е врската меѓу нов ден, современост и разгледи. А она што особено ме интересира ова време, повторно е тој судир меѓу современост и разгледи. Сакам да истакнам дека според мое мислење и од судирот меѓу современост и разгледи, македонскиот уметничко-литературен стил се разви уште побогато, бидејќи се развиваше во судир на мислења, а не се развиваше унисоно, како што било, например, во Советскиот сојуз, како што било во Бугарија, како што било во другите источни блокови. Во таа смисла, она што мене особено ме предизвикува, тоа е токму една едиција на современост, од која што јас сега овдека имам да покажам и целосно сум им се посветил на оваа книга на Иван Мазов, Размеѓани колепки, каде што тој оди по стапките на Евлија Челеблија, но целосно ни ја предава Егејска Македонија, ни сите оние пластови по кои што тој поминува. Ова е исто така една мемоарска проза, со која што Иван Мазов се представува и како еден од врвните мемоаристи кај нас. Во современост објавува и Василиновски, ова е една негова од драма Свадба, што исто така е представена како одделно издание. Но, сакам да истакнам дека токму прек публицистиката и литературата на извесен начин во голема мера ја зацврстија онаа мисла што ја поставија кодификаторите. Во основа сите тие беа и писатели и публицисти. Толку за сега, па можеме да дискутираме и понатаму. Јас мислев дека имам прашања со кои што ќе можам да ги подбуцнам нашите говорници, но не се ни сомневав дека ќе ги начнете и без да ве прашам. Не, начнете. Но еве барем нешто што мене, јас како не сум истражувач, не сум лингвист, но македонскиот правопис од неговото донесување 1945-та до сега претрпел мали измени. На 1950-та, 70-та, годината кога јас бев матурант, 98-та и последната е 2016-та, 2017-та е веќе така беше. И сега, дали мислите дека според вас, не мора да е не знам каква експертиза, иако не се сомневам дека тоа веќе ви е можеби некаде во дали правописот е достасан, иако не се поминати цели 10 години за некаква евентуална нова измена или дополнување во контекст на новото време, на глобализацијата или еве на модерната комуникација, така да кажем. Јас ќе тргнам од едно основно правило во социолингвистиката или основно гесло, кое што гласи јазичен материјал, јазична теорија, нов јазичен материјал, нова јазична теорија. И овдека слободно можеме да истакнеме, нов јазичен материјал некогаш бара и нови правописни решенија. Останува прашањето дали правописот ги исцрпел сите прашања што ги поставиле публицистите, писателите и така натаму. Мислам дека некои прашања останале нерешени, особено од уметничко-литературниот стил, бидејќи сакам да истакнам, бидејќи јас сум започнал како писател во она време кога пишувавме без интерпункција. Се разбира, јас меѓу првите го разработев тој принцип да пишувам без интерпункција, што воопшто не му се допадна на мојот професор Блаже Конески, но не мора да им се допаѓаме на нашите професори и не мора да се согласуваме, особено во литературата, но некогаш треба да ја имаме предвид и таа долга мисла, долга реченица, вметната реченица, значи има толку многу прашања кои што секако го усложнуваат правописот. Она што исто така сакам да го истакнам, дека
кога на времето Ефтим Спространов се зафатил со овие прашања, а тоа е инаку генерација на Крсте Петков Мисирков, негов содружник, одличен етнограф, еден од првите што се зафатил за идејата за посебен македонски јазик, но се откажал, не издржал во тоа. Им припаѓа сепак на оние кадри кои што мислеле дека не може да се искаже посложена реченица на македонски јазик. Но може. Например, ова било и мој предизвик, па јас имам и реченици по неколку илјади зборови, кои што некои велат дека се логични и во кои што е спроведена таа правописна практика. Но вие тоа треба убаво да го средите и на крајот да ја ставите точката, да знаете каде ќе ја ставите точката, но да го совладате тоа, морам да ви истакнам како практичар, дека прво мора да научите да пишувате без интерпункција. Бидејќи некогаш можете, а и тоа некои лингвисти го прават, кога имаат шема, да ја извадат сета интерпункција настрана, што останало, и да видат како е разиграна интерпункцијата. Тоа мислам дека меѓу другото го почнале и лингвисти, што ги спомнав, со така наречените испревртени приказни, но една приказна на друга не функционира. И воопшто ние треба да го имаме предвид развојот на македонскиот правопис од времето на, би рекол, Климент Охридски до денес, бидејќи да видиме што се случувало низ сите тие употреби на правописот и во евангелските текстови, понатаму како е сето тоа представено во фолклорните текстови, особено кај Шапкарев, кај Миладиновци, бидејќи Миладиновци воведуваат нов правопис. Тие прават една друга трансформација, од грчко писмо се префрлаат на кирилско и прават, би рекле, прекин со традицијата во другите словенски народи. Оној правопис што ни го нудат Миладиновци, односно Константин Миладинов, нема врска со правописите на другите словенски народи. Зошто? Тоа едноставно е јасно дека транскрибирал од грчко писмо. И тоа е совршен факт. Понатаму треба да го имаме предвид и народниот речитатив, и народниот наратив, народната приказна, песна. Блаже Коневски тоа убаво го има представено уште во Блажена гора, Зелена, следејќи ги образците и на Шапкарев, и на Миладиновци. И тука ние го следиме тој континуитет и на македонскиот правопис, меѓу другото и на македонската интерпункција. Тоа се прашања кои што секако не враќаат назад во минатото и не носат напред во иднината. Се разбира, предизвиците на електронското време ќе отворат уште нешто друго. Она што сега мене најмногу ме интересира и што го пишувам во еден текст, тоа е една теза на мојот професор Харалампие Поленаковиќ, кој што повеќе пати истакнувал умира македонската народна песна, иако на едно предавање немаше сили тоа да го каже во 75-та година, бидејќи присутните нема да му веруваа, бидејќи беа одред фолклористи, но сакам да истакнам дека електронски сега можеме да пееме во духот на Кузман Капидан. Стефан Марковски тоа го знае подобро од мене. Благодарам и убаво ме суредивте, така да кажам, затоа што јас лично си замерувам некогаш, си забележувам дека пишувам предолги реченици. Алда ви е на предизвикот што ми го оставивте. Бидејќи јас дури се сеќавам на оние студентски расправи во Гоце Делчев, кога ни доаѓаа провокатори од Бугарија што сега се членови на тие комисии и велат на македонски не може да се напише сложена реченица, но некои наши колеги учествуваа во тие расправи. Ајде да видиме. Да. Пред Значи, да завршиме, сложената реченица е секогаш предизвик, иако сите ја предпочитаат концизната. Но и едната и другата заслужуваат свое место во синтаксата. пред да се заблагодарам на iscrpната мисла
би им дал простор уште на ученици кои што останаа да ни дочитаат што имаат да ни прочитаат. Она што беше небо од Владо Бански. Не гледав ништо околу се, само право. Влегов во возот со зеленило, во рачиштава и пеев со тркалата. 800.000 Балкана го минавме, тра-ла-ла-ла, Балкана го минавме. И Цариград се тресеше и Султан писмо пишеше. Помош барал, штурел, заради големата сила наша. Ти знаеш што стана потоа, службишка не дал. Ако не дадал, за секоја простотија не е служба држава. Ама убав спор да имаше, или подкрепа, надеж, тук, порано. Сок да имаше, да се разлееше по полот, а немаше. Ете така ти што правиш револуција. Душата е тука главна, а душа, тоа е се што кажеш. Разделиле селани, роднини, од кога знаеме за себе си. Разделиле и оставиле самите да си ги требиме главите. И оставиле цел век во пештера да акав. И, не брат, не врзавте вие. Врзувајте, цевка мериш, ако цевка, а не прашаш. Жалиш ли? Прашај и ќе те речам. Жалам, за животот, не ке, зашто го нема. За децата, големи се, керките се од куќија и револуција тото. Зашто жалам? Не знам, да не грешам за машина, за трагата што ја нема. Ба, што се задумал, гласот на командантот Јоткова одигна тенковите од хврлени очи. Татко Литија, со двата палца Денко измреше жилите на слепите очи. Се виде раскопчен, фати да довира петлица во илика, но не успев. Го победна пусу и дигна, пак го брише челото и му се сврте на командантот. Татко ме, заседата го фатила со писмо од старешијата. Тихо рече командант. Знам, ќе го водиме со нас. Тој велик град сакал да оди кај твоите, но старешијата го присилил да го донесе писмото. Денко се прибра веќе и ги отсече. Лаже, игно не забележно, бол касно устава. Не треба да избрзаме, па сепак посигурно ќе ако го имам предош. Една молба има, друже командант, рече како да не чу ништо. Првата чета дава предодница, може би кај нив да се префрли. Командантот се намрти, ја открена грижно раката и како не се да и рече ни за може. Наум го начека пред вратата. Што беше викањето? Го фати, никно го фати. Тој не прашај кој. Наум полфна да забележи дека стекото на првата чета. Каде тоа му Денко? Го префтаса. Барав да ме префрла, за да не го гледам. На Наума му запресли сам без Денка во четата. За него значеше крај на надежта со звикнување со румилјата. Помоли, барај и јас да дојдам, но Денко веќе сви на кај првата чета. Изведок од расказот додека топовите пукаат, од Иван Матрик. Силното пукање, што одзиваше оддалеку го разбуди, се испред, се протегна, погледна воња и не се осмели да стане. Само се загледа во далечината од кој што допираат топовите. Сонцето се искачало високо. Часовникот на раката исто така му потврди дека наближло пладото. Сепак стана, се искачи на едно повисоко место, ја разгледа околината и откога се увери дека во близината нема ништо, се врати кај неа. Таа се уште спиеше. Само од време на време се стресуваше од пукањето. Не ја разбуди ни сета. Се загледа во низината тркалезно, рече си детинско лице и се спомни за изминатата ноќ. Одредот на заседа најде ненадење. Во престелката што потак настана, тој лежеше притаен за еден поголем камен и со очите настојуваше да провере што подлабоко во темницата, од која долетуваа куршумите. Во еден момент, кога пукањето престана, некој пројури покрај него. Се препна од неговите нозе, ја загуби равнотежата и падна пред нив. Се слушна тако ударење на нечие тело врз тврдата земја. Потем заспивност што можеше да означува и заплашеност, но кога се сврта ја забележа неа, како се влече кон него. Срцето му премали и за еден момент, како да престана да чука, тоа беше таа, новата од првата десеттина. Ти си, со шепот ја праша додека се приближуваше кон него. Иако никогаш пред тоа немаше зборувано со него. Јас,
му одговори таа на ист начин. Да не се раната? Ја праша уште еднаш, кога покрај себе ја стргаваше близноста на нејзиното тело. Немја ништо, рече таа, засунувајќи ја главата зад камен до неговото. И праша: каде се наши? Тука се наоколу. Не слушаш ли како кукаат? Таа не одговори ништо. Само се долепи и пушта повеќе до него. Тој почувствува како таа почна да навлегува во него. Го исполни целиот и му излезе на светите очи. Неколку зборови на македонскиот литературен јазик, Крстен Петров мисли. Јазикот е средство со кое ние познаваме што мисли, што осеќа и што седат нашиот согласен. Во јазикот се имаат доголни гласови знакови или зборови за сите мисли, осеќања и сакања на еден човек. Затоа јазикот на еден народ е негово духовно продуктивно наследство, во кое се заклучува отпечатани во гласови знакови или зборови. Сите народни мисли, осеќања и сакања со кои имаат живеела и живејќи еден народ, кои се предаваат као нешто свето од едно поколение на друго. Таква милост во нашиот народен јазик треба да имаме и ние, ако сакаме да останеме верни на човек на нашите предедовци. Милоста кон народниот јазик е наш дом и наше право. Ние сме должни да милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш, исто така како што е наш од другите. Првите гласови што имаме чуеме се гласовите на нашите татковци и мајки, гласовите и зборовите на нивниот народен јазик. Преко нив ние добивме нашата прва духовна храна, зашто со нив се осмислуваше се што видовме со нашите очи. Со народниот јазик ние освојуваме психологијата на нашите татковци и прадедовци и се чиниме нивни духовни последници, како што сме се слагати нивни делитни продолжавачи. Ако се однесуваме со презрение кон народниот јазик на наш јазик, ние само праќаме со неблагодарност на нашите родители за сите нивни духовни ведења и воспитање. Ние имаме и право, освен друго, да браниме нашиот јазик. Тоа право е несмешчено. Благодариме на учениците. Голема срдечна благодарност до нашите гости и говорници оваа вечер, особено за вашата континуирана, неуморна, исклучително животна посветеност и предаденост кон македонскиот јазик и целиот образовен, творечки, едукативен, животен универзум кој што тој ни го остава, а и вие исто така, ни го остава да го носиме не како товар на плеки, туку како медал награди. И благодарности до вас присутни, па да си славиме и 90, па и 100 години од донесување на правописот. Живи и здрави!